Ги повикуваме градските власти подитно да ја поништат одлуката. Не прифаќаме комуникација преку медиуми, туку преку диалог. Не, господине Шилегов, ќе им го дадеме клинички центар на владение, туку веднаш со одлука и договор да се даде. Сакам да истакнам дека оваа одлука ја свативме како почеток на трошење на тенкиот колач, наречен планирано покачување од 5 до 10% на вработените во здравството за 2019 година. Убедени сме дека на овој начин тие 5 до 10% планирани покачувања ќе се потрошат и на крајот од 2019 година не само што ќе ги нема, туку ќе бидеме во минус. Господинот Филипче не информира за исходот од разговорот кој го имаше вчера со градските власти. А како што знаевте, на негово барање го одложивме блокирањето на наплатната рампа. Морам да ве информирам дека непосредно пред 5 минути пред сега ми се јави министерот и ќе имаме состанок во 13 часот. Дополнително ќе бидете известени за текот и исходот на разговорот. Го повикуваме министерот за здравство поради актуелната состојба веднаш да ја организира ветената средба со премиерот. Господо од власта, ветивте двојно зголемување на платите на здравствените работници, а на докторите специјалисти дека ќе ги покачите најмалку до 100.000 денари. Јас бев прв во синдикатот што длабоко верува во тоа. Свикавте пресконференција за медиуми за покачување од 5% без наше знаење и учество. Со таа постапка крајно не пониживте. Со горчина премолчавме и продолживме. Рековме дека не се слагаме и ви ги истакнавме нашите барања. Целата јавност во Република Македонија разбра дека докторите ги покачиле платите за 10%, а медицинските сестри и другите вработени во здравството за 2019 година ќе ги покачат платите за 5%. Во меѓувреме, некои ги покачија своите плати за 35% без никакви пресконференции. Не, господо, не бевме понижени претходно со 10 до 15% помала плата. Бевме понижени за многу повеќе. И ве молам, не ги повторувајте дежурствата. Најдете доктори и веднаш организирајте сменска работа. Дежурствата не се дел од обичното работно време. Престанете да ги плашите вработените во здравството со проекти со јавно-приватно партнерство. Престанете да ја заплашувате нашата администрација со реформи. Нашата администрација е дел од нашиот здравствен систем. Само со активно учество на синдикатот прифаќаме реформи во нашата администрација. Рековме дека ќе блокираме наплатната рампа за излез од паркингот на клинички центар. Не сакаме да ги повредиме во ниеден момент нашите пациенти, како и другите корисници на овој паркинг простор. Апелираме, како што реков, до градските власти, до јавното предпријатие градски паркинг, веднаш да ги отвори излезните рампи. Нашата цел не е да се створи метеж, не е некој да страда, него да ставиме до знаење дека сме понижени, навредени. Со сето ова што ни се случува во изминатите години, очекувавме промени. Очекувавме големи промени. Не сме задоволни од динамиката како се остварија. Затоа оваа иницијална каписла беше почеток на сето ова што ни се случуваше и не донесе овде пред наплатната рампа. Гледате дека пак сме разумни, пак не сакаме да биде на штета на нашите пациенти и во ниеден момент тоа нема да го дозволиме. Така да сме собрани овде пред наплатната рампа, нема да дозволиме наплаќање на корисниците на овој паркинг простор. Јавното предпријатие градски паркинг веднаш да ги отвори вратите, да не страда никој. Ние тоа нема да го блокираме, нити влезот, нити излезот во ниеден момент.
али ќе блокираме наплатата, пошто нели секако градските власти се грижат за нашите пациенти, за нашите граѓани, тоа им е должност, пошто не обезбедија дополнителни паркинг места, како што ветија, ние ќе им ја блокираме наплатата, односно профитот, кој нели во нивните изјави не ги интересира, така да со заеднички сили ние ќе го изразиме нашиот протест, а они ќе се откажат во делот од профитот од 10 до 10:30 часот секој нареден ден. Ќе ви праќаме известувања за ова, се додека не се смени нешто, тогаш ќе ви пратиме известување дека го одложуваме овој протест. До тогаш разберете дека ние ќе бидеме овде од 10 до 10:30 часот, а градските власти ќе се откажат од приходот во ова време. Сакаме да кажеме дека сме заедно, одговорноста е и наша, но и нивна да овозможат ова сето да циркулира и да биде безбедно за пациентите и за граѓаните на град Скопје и на Република Македонија.